Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Кога последен пат сте направиле лабораториска анализа на крвта? Дали знаете како правилно да се подготвите за неа? Кога треба крвта да се земе на гладно? И кои се тие навиду мали навики што прават големи разлики во резултатот? Што говорат бројките од наодот од лабораториската анализа на крвта, ќе ја прашаме доктор Николина Гроздановска, специјалист по медицинска биохемија. Следува на вистина интересно и корисно издание на Телма амбуланта, затоа останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта ќе дознаеме што ни кажува нашата крв преку лабораториските анализи. На оваа тема говориме со доктор Николина Гроздановска, специјалист по медицинска биохемија, директорка на Универзитетскиот институт за клиничка биохемија. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи, благодарам за поканата на овој убав ден, Ѓурѓев ден. Така, докторке, зошто е важно од време на време да правиме анализа на крвта и покрај тоа што се чувствуваме здраво? Например, може ли да ни е покачен шеќерот во крвта, а прито да не забележуваме никакви симптоми и знаци? Така. Здравието е најважното нешто во животот и тоа ни е секогаш на сите приоритет. Меѓутоа, со денешно брзо време на живење, стресен живот, многу малку обрнуваме внимание на нашето здравје кога ние се во ред и добро. Дури кога ќе ни се појават некакви симптоми, тогаш одиме на лекар и правиме некакви анализи. Меѓутоа, многу е пожелно на 6 месеци да се направи една контролна крвна слика. Што значи крвна слика? Она што го кажуваме, нели, еритроцити, леукоцити, тромбоцити, хематокрит, хемоглобин. Значи, тие се некои основни параметри кои што ни даваат една глобална слика за нашето здравје, односно здравствената состојба. На 6 месеци проверка на контролната на крвната слика би требало да ни даде податоци до каде сме со здравствената состојба. Доколку има некакви пореметувања, се назначуваат секако дополнителни анализи, но вашиот доктор, матичен лекар, понатаму ќе ви упати какви анализи ви се потребни врз основа на добиените лабораториски резултати. Во принцип, не може да имате шеќер, а да немате симптоми, бидејќи карактеристично за покачениот шеќер, дека имате една состојба на препотување, имате постојано глад, имате постојано желба да јадете, да внесувате храна и типично е зголемено мокрење. Значи, диабетот, односно зголемениот шеќер, не е проследен без симптоми. Има состојба која што е проследена без симптоми и тоа се најчесто покачените липиди во крвта. Ние ги знаеме класично холестерол и триглицериди. Нивното покачено ниво обично е без симптоми и доколку направите таква некоја екстра крвна слика со лабораториски анализи проширени, во тој случај можете да откриете дека имате покачени масти во крвта. Докторке, на каков начин правилно се зема крвта? Колку време треба тој процес да трае? Дали може би ќе представува проблем ако со иглата не се влезе во вената веднаш од прв пат, или доколку се притиска прстот за да се собере крв за анализа, доколку се зема капиларна крв од прстот? Вака. Значи, нашата лабораторија работи во склоп на клиничкиот центар. Во клиничкиот центар доаѓаат секакви ургентни случаи во смисол на сообраќајки, трауми, срцеви удари, мозочни удари. За нас е најбитно дека на пациентот треба да му се земе примерок за анализа и да добијат докторите резултати од лабораториските анализи за да може да постават диагноза и врз основа на тоа да му дадат терапија на пациентот. Значи, кај нас е приоритет да земеме примерок и да добиеме навремено резултати.
Тоа зборуваме за клинички центар. Инаку, самото земање на крв, нели, во нормални услови, амбулантски пациенти кои што не се во итна животно загрозувачка ситуација. Понекогаш и контролни анализи не ли прават? И контролни анализи. Значи, треба да дојдат смирени, после, да речеме, 12 часовна пауза од храна, може единствено да се напијат вода. Ништо друго освен вода. Ниту чај, ниту кафе, ниту суплементи, ниту никакви дополнителни енергетски пијалци. Бидејќи се што ќе биде надвор од водата, влие врз резултатите од лабораториските анализи. После една состојба на одмор, доаѓате во лабораторија и принципот на земање на крв, нели, обично земаме венска крв, и во тој случај се подврзува раката со езмарх, за да може вената од која што ќе земеме примерок да се наполни со крв и лесно да се влезе и да се најде вената. Не е проблем и да се промаши еднаш вената, односно да не ја погодите од првиот пат, бидејќи нашите крвни садови со текот на времето, а и вродено, се специфични. Некои имаат потврд зид, не може да влезе убаво иглата. Некои се подлабоко, па не може да се види. Значи не е проблем и уште еднаш да се боцне, но со оглед на искуството на персоналот кој што работи во Институтот за клиничка биохемија, ретки се такви случаи кога не може да ја погодат вената од прв пат. Но не е проблем. Не е проблем. А доколку се зема капиларна крв од прст, и да речеме, обичното се случува кај децата, па им се студени дланките, па ги масираат прстињата за да се собере доволно крв. Дали тука може да има промена во точноста на резултатите во однос на тромбоцити и слично? Тука не може да има промена во однос на тромбоцитите. Промената е откако ќе се земе примерокот. Треба добро да се измеша за да не се изталожат, односно залепат тромбоцитите. Се што е пред земањето на примерокот не е проблем, не влие битно на резултатите со оглед на тоа што се анализите кои што се прават, нели, со примерок земен од крв, од капиларна крв. Така, споменавте дека пред земањето на крв 12 часа не треба да јадеме, не треба да пиеме ниту утринско кафе, ниту чај, да се напиеме цигара ако некој запали, може тоа да влие на резултатот? Се влие. Значи, освен водата, се друго влие на резултатот, но пушачите не верувам дека има некој доволно дисциплиниран што нема да запали цигара пред да дојде во лабораторија. Секако дека се освен водата влие на лабораториските резултати. Докторке, доколку по грешка сме јадели, сме појадували или пак вечерта сме имале некој сладок оброк, дали треба да се одложи земањето крв? Да. Знаете како? Многу често се случува, ќе се најадете нешто многу сладко, ќе имате некаков обилен масен оброк и ќе речете, па добро, до утре сите тоа ќе помине. Меѓутоа, метаболизмот на овие материи не е толку брз во организмот, за да може да не влие на резултатот на примерокот лабораториски кој што ќе биде земен утрината. Затоа има некакви стандарди кои што велат дека вие 12 часа треба да се воздржите од храна и пијалоци освен вода. Доколку било се така едноставно, не би постоеле тие стандарди, нели? 12 часа пауза воздржување од храна и пијалоци. Дали е потребно 12 часовно воздржување од храна и пијалоци кога е во прашање испитувањето на холестеролот? Секако да. За холестеролот, за шеќерот, за сите ензими, за железото. Железото е најваријабилна анализа која што за 24 часа има големи промени во зависност од, нели, активноста, исхраната. Значи, секое едно нешто си влие на резултатот. Што значи кога на резултатот ќе добиеме бројка која што ќе укажува на висок холестерол? Дали тоа секогаш е проблем? Па вака. Има некои светски стандарди кои што од прилика велат до бројка од 6,4 милимоли на литар
би требало покачениот холестерол да се третира со промена во режимот на исхрана. Тоа значи да се јаде попостна храна, од месо, пилешко, риба, да се избегнуваат мрзните храни, сувомеснатите и многу често јас работев како матичен лекар пред да се вработам во Универзитетскиот институт. Се соочував со луѓе кај што имаше покачен холестерол и ми велат: мама, јас не јадам ништо мрсно, не јадам месо, а сирење, без сирење не можам да живеам. Значи, ние македонците многу сакаме да јадеме сирење, но и сирењето е фактор кој што го покачува холестеролот. Значи, речи си секојдневно е вклучено сирењето во оброкот. Ако не сирење, кашкавал. Така. Значи, тие се хранливи продукти кои што го покачуваат холестеролот. До 6,4 милимоли на литар се толерира со промена во режимот на исхрана. Над 6,4 милимоли на литар би требало да дадат терапија, меѓутоа не смеат пациентите да си земаат терапија сами по себе, мора да си посетат доктор, специјалист, кој што ќе им одреди која доза треба да ја примаат, од кој препарат и дали е тоа безбедно за нивното здравје. Бидејќи секој лек е и отров. Не смеат да се земаат лекови на своја рака. Може ли поради генетска предиспозиција да бидат покачени мастите, односно липидите во крвта? Апсолутно да. Обично кога одите на лекар, па ви се покачени вредностите на холестеролот за прв пат, сегогаш следи некоја фамилиарна анамнеза. Ќе ве прашаат дали во фамилија имате роднина близок кој што имал исто таков проблем, дали имал проблем со срцеви васкуларни заболувања. Значи дефинитивно да, има состојби кои што генетски се наследуваат и вие и без разлика на режимот на исхрана кој што го водите, ќе имате покачени вредности на холестерол или триглицериди. Има неколку класи, се класифицираат во однос на тоа кои делови од липидниот профил се покачени, меѓутоа сепак тоа е специјалистичка работа. Специјалистот ќе одреди дали имате вие наследно такво заболување и на кој начин ќе ви се третира вашата состојба, но за се има начин. Така, за се има начин. Кога зборуваме за липиден статус, кој што се утврдува преку лабораториските анализи на крвта, зборуваме за холестерол и триглицериди. Може ли да се испита и уште нешто? Секако. Најчесто се одредуваат вкупниот холестерол и триглицеридите. Меѓутоа, вкупниот холестерол се состои од три компоненти: триглицеридите, ХДЛ и ЛДЛ. Лош и добар холестерол. Лош и добар холестерол. ЛДЛ е лошиот холестерол, ХДЛ е добриот холестерол. Значи, тие три компоненти го сочинуваат вкупниот холестерол. ХДЛ и ЛДЛ се липопротеини кои што возможуваат пренос на холестеролот како молекул во секој дел од организмот каде што е потребен и најчесто ХДЛ, тоа е добриот холестерол, е оној кој што ги чисти крвните садови, а додека ЛДЛ е така наречениот лош холестерол. Зашто? Low density холестерол се вика, има мала гостина и знае да се залепи на крвниот сад, да направи една атероматозна промена, на која што потоа се налепуваат плаки и доведува до состојба на атеросклероза, односно стеснување, па дури зачепување на крвниот сад. Значи, битен е и соодносот помеѓу добриот и лошиот холестерол. Секогаш добриот холестерол треба да биде во повисок процент за да ни бидат добри крвните садови. Различни лаборатории имаат различни референтни вредности, што е нормално, што е покачено, а што ниско. Зошто е тоа така? Се извинувам. Секоја лабораторија има одредена апаратура со која што ги одредува овие параметри. Таа апаратура има различен метод на одредување и реагенсите се од различен набавувач. Секој анализатор, односно секој метод,
и секој набавувач, односно производител на реагенс, си дава соодветно на тоа референтни вредности. Затоа никогаш не предпочитам да зборувам за бројки како референтни вредности, бидејќи кога ќе добиете вие лабораториски резултат, напишани се референтните вредности од до, Така. соодветно на лабораторијата каде што се изработени анализите. Значи на тоа треба да се внимава. Кои се референтните вредности? Да. На Најчесто лабораторијата. имаме проблем кога споредуваме за одредена анализа резултати од различни лаборатории. Ако се употребува различен метод, резултатот е неспоредлив. Аха. Значи секогаш треба да ги гледате референтните вредности на лабораторијата каде што се изработени лабораториските анализи. Дали тоа значи дека ако следиме одредена состојба, најдобро е во иста лабораторија да се прават анализите? Да, точно. Доколку имате одредена состојба која што треба да следите како се одвива прогнозата и дијагнозата, терапијата на состојбата, препорачливо е секогаш анализите да ги правите во иста лабораторија или доколку не ви е проблем да побарате таква лабораторија која што го употребува истиот метод и истите референтни вредности. Во овој случај веќе Во тој покомплексно. случај, да. Ајде да им дадете неколку совети на гледачите како да се подготват за анализа на липидниот статус. 12 часа да внимават што примаат преку исхраната или пак можеби 24 часа, 48 часа? Така. 12 часа без храна и пијалоци е Добра. стандард за речиси сите анализи кои што се прават. Доколку треба да направите липиден статус, препорачливо е во претходните 24 часа да конзумирате полесна храна, да не биде таква мрзна, оптеретувачка за организмот. Значи 24 часа пред да ги правите анализите за липиден статус, се препорачува таква полесна исхрана. 12 часа период на гладување. Значи 12 часа гладување, 24 часа да се внимава што се внесува, што значи дека не само да не се прима масна храна од аспект на месо, сувомесните производи, туку да се елиминираат и сирењето и кашкавалот. Апсолутно да. Значи полесна исхрана да Полесна биде за исхрана. 24 А во часа. однос на лековите, суплементите, додатоците на исхраната, дали тие може да дадат некаква промена во резултатот, во вредноста на холестеролот, триглицеридите и слично? Апсолутно да, меѓутоа ако вие земате терапија, нема да ја прекинете терапијата. Сите суплементи и лекови кои што ги пиете влијаат на резултатот, меѓутоа тоа се смета како следење на ситуацијата, дали терапијата која што ја примате делува всушност, дали е адекватна за вашата состојба. Така. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Понекогаш имаме потреба да направиме анализа на железото во крвта. Кои параметри треба да се пониски за да се постави дијагноза, односно да се каже дека железото е ниско, бидејќи дијагнозата анемија веќе е малку посложена. Апсолутно. За одредување на железо потребно е да се назначи од доктора да се одреди во крвта серумско железо. Серумското железо треба да биде после 12 часовно гладување и да не се зема препарат за железо во 24 часа пред да се одредува железото, за да не биде лажно повисок резултатот. Серумското железо најдоцна до 9 часот наутро да се одреди. До 9? До 9. Зошто? Затоа што кога ќе почне да се активира организмот, метаболизмот, железото се троши. Тој влегува во состав на хемоглобин, миоглобин, голем број на ензими. Значи, организмот си функционира. Делот од тоа серумско железо кој што реално ви постоело, ќе ви се истроши во тој момент. Значи, најдобро е последна состојба на мирување, најдоцна до 9 часот да се одреди серумското железо. Потоа варијациите се големи и не е она реална фактичка состојба. Дали на
точноста, на релевантноста, на бројката што ќе се добие во резултатот, може да влие и исхраната, дали претходно сме јаделе месо, млечни производи и слично? Апсолутно да. Анемиите кои што се појавуваат заради недостаток на железо се од три причини. Или недоволно внесувате, или лошо се ресорбира железото во цревата и влегува во крвотокот, односно во организмот, или имате зголемен губиток. Првиот фактор ви кажува дека начинот на внес на железото е преку исхраната. Апсолутно, квалитетот на продуктите, на мирниците кои што ги консумирате, ќе влие на концентрацијата на железото во организмот. Доколку ја конзумирате квалитетна храна, која што ги содржи овие параметри кои што ни се потребни во организмот, тогаш ќе бидат и нормални вредностите. Доколку внесувате храна сиромашна со железо, нема да имате доволно железо ни во организмот. Значи, првата причина е тука. Така, имаме гледач, ќе му дадеме предност и ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте? Видите, бака, ја бев умано на испитување за мојата крв. И ми пишува графичка анемија, морфус вон Вилебран. Вилебранова болест. Така. И пијам сега фолна киселина со витамин С. Така? Сакам докторката да ми каже, за тоа што ми кажа, доживотно ќе ги пијам. Така, дали доживотно ќе примате оваа терапија? И предпоставам колку често треба да се прават контроли лабораториски на крвта. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Повелете, докторке. Така. Одлично прашање. Господјата има состојба која што специјалистички се третира и добро е што има начин да се третира состојбата. За мене никогаш не е проблем доживотно да се пие терапија, ако знаете дека таа е добра за вашето здравје. Така. Треба господјата да биде среќна што има терапија која што ќе помогне во незината состојба. Не треба да и биде проблем што треба да го пие тоа доживотно. Како што пиете вода, така ќе се напиете и терапија. Воопшто не е проблем. Така. Колку често треба да се прават контроли на крвта во оваков случај и дали има начин да се следи нивото на витаминот B12 во крвта преку лабораториски анализи? Апсолутно да. Специјалистот кој што го води пациентот во согласно со резултатите терапијата, одговорот на терапијата, одредува на кој временски период ќе се прават анализите, бидејќи сегогаш треба да се направи еден добар сооднос со состојбата и терапијата, дозата и реакцијата, одговорот на организмот. Апсолутно одредување на B12 витамин и фолна киселина, кои што се различни еден од друг, се прави во нашата лабораторија. Има некакви посебни подготовки пред да се направат овие анализи? Генералните упатства важат и тука. Важат очигледно за сите. Апсолутно, за сите параметри. Ајде да ги вклучиме и следните гледачи со прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Марија, вака зато. Јас сакам да прашам. Пред 10-тина, ајде да не речем 12 години ќе пуни, кога ми е диагностицирана офлеле. Така имате некаква диагноза поврзана со анемијата? Со тироидата. Со тироидната Во имате. истото време, кога крвна слика снимав, ми најдоа дека имам и некој си покачен холестерол. Доброто е што бил добар, така бар ми кажа. Добра. И ми препиша апчиња. Сега, што сакам да кажам, после месец дена, пошто мора пак да го вадам, односно да давам крв, за крвна слика, вели докторот, вие немате холестерол. Ја прашав докторката што да правам. Не рече, ова ќе си ги пиеш доживотно. И јас сега, доживотно. Прашањето ми е, немам и ден денес, немам холестерол.
а пијам Росвера 10 грама. Така, дали треба дилемата ви е дали треба да продолжите со терапијата бидејќи ви е нормално нивото на холестеролот. Ако ве разбрав добро. Нормално, немам проблем. Немате никаков проблем, а се уште имате проблем со тироидната жлезда, во хипосте? Да, во тироидата хипосте, е така. се надзира. Добро. И само уште нешто да ја прашам докторка, да ви кажам. Јас сум цел живот слабокрвна, така нели во наше време слабокрвна. Сега новите мерки не ги знам, ама знам дека има 3,5 милиона, ја бев на конј. Значи јас сум пул. Ама тука е до 3000 тројка имам напред, по спарски. Сега, истото и сега ми најдоа, не сега, пред 3-4 месеца, пред нова година, дека сум, вика пак си, не сум толку, ама сум слабокрвна, си зема пачење, нели, 3 месеци колку се пие, не сум била на проверка, вртоглавици нема, нешто нема, вика ти толку си навикната на оваа крв да не осеќаш дека си слабокрвна. Па тоа ми беше зборот. Значи, немам проблеми. Сепак сте слабокрвна. Така, токму за оваа состојба ќе проговориме во продолжение на емисијата, тоа беше дел од нашиот концепт. Ја ви благодарам што ја начнавте и оваа тема со вашето прашање. Ви благодарам за вклучувањето. Што можете најнапред да дадете како совет, па потоа ќе преминеме на женското здравје и нивото на железото во крвта. Одлично прашање од гледачката, ви благодарам. Вели пие терапија, холестеролот е добар. Холестеролот е добар затоа што ја пие терапијата. Штом ќе престане со земање на терапијата, холестеролот повторно ќе се покачи. Ако не треба да пие, и холестеролот ќе падне под дозволеното ниво. Така. Значи, нормално ниво има затоа што пие терапија кој што го контролира, ја контролира концентрацијата на холестерол во крвта. Голем дел од пациентите кои што се во хипотиреоза, односно имаат намалена функција на тироидната жлезда, имаат и покачен холестерол. Поврзано е ова? Поврзано е, да. Тироидните хормони, односно тироидната жлезда, влијае врз метаболизмот на организмот. Кога имаме намалена количина на тироксин, односно на тироидни хормони, не е добро балансиран метаболизмот, значи е забавен. Тоа значи дека не ги искористува хранливите продукти и тие се таложат, односно се зголемуваат. Секогаш хипотиреозата оди со покачување на телесната маса, со намалување на пулсот, со зголемување на холестеролот и триглицеридите, затоа што метаболизмот е намален, поради недостаток на тироидни хормони. А колку често жените успеваат да се адаптираат на ниското железо во крвта? Ја мислам дека жените се една голема сила која што може да се навикне на апсолутно се. Меѓутоа, не треба да биде тоа така, да се навикнуваме да живееме во субнормални услови за нашиот организам. Господјата зборуваше за нивото, односно бројот на еритроцити. Долната граница е 4,2 милиона. Со 3,5 милиона она нема доволно црвени крвни клетки кои што се носители на хемоглобинот. Хемоглобинот е носител на железото, железото е носител на кислородот. Значи тоа е она кој што го пренесува кислородот од белите дробови до секоја една клетка. На секоја клетка, посебно на мозочните клетки, им е потребно кислород за да може да функционираат. Зошто да се ставаме во ситуација да имаме недостаток и да не бидеме во нашиот врв на можности животни. Така. Бројот на еритроцитите, тоа што го спомнавме и претходно, зависи од нивото на фолната киселина, бидејќи таа е одговорна на зазрење на еритроцитите, меѓутоа и стимулацијата на зголемување на бројот на еритроцитите, создавање на бројот на еритроцитите. Понекогаш е добро да одиме на планина, на високо место, каде што има природно недостаток на кислород. Нашиот организам е перфектна машина која што на сите стимули од надворешноста и од внатрешноста си одговара соодветно. Постои така наречен еритропоетин
Тој е одговорен за стимулирање на коскената срцевина да создава повеќе црвене крвни клетка, односно еритроцити. Реагира на хипоксија, намалена количина на кислород. Значи, вие можете природно да си го стимулирате организмот, ако одите на планина, да се активира тоа создавање хематопоеза, еритропоеза, создавање поголем број на еритроцити. Но тие не треба да останат празни. Ви требаат и железо, и хемоглобин и така натаму. Да ги слушаме прашањето од следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав да тебе и до докторката. Благодарам. Вака сега, пред неколку години почести главоболки се разпостави дека имам повишен холестерол. И тоа повисок ЛДЛ него ХДЛ. На вкупен холестерол имав негде 7,4. Првото појдов на лекар, ми препорачаја прво црвено рис капсули, некој ги пијав и со диета нормална, али со тоа ништо не постигнав. Холестеролот најниско што слезе на се откажување, на јајта, на сирење, млечни производи и се што е путери, маргарин, таква работа и никош не сум користела поточно. Најмногу што слезе 5,2. И после тоа видов дека не може така да се зиде баш ништо да не јадиш. Појдов панове ке докторката и рече дека мора да ми даде терапија, дека не може така да оди. Ми даде рупоидо од 10 милиграми. Ги бијав некое време и почна стомачни проблеми. Почна како чести столици, проливи, како оток дори почувствував на тревото. Не го поврзав во прво време тоа некако со терапијава и појдов напред дури колоноскопија. Значи толку ми Толку имавте несакани ефекти од терапијата. Ништо иритабилно чрево се воспостави дека имам и втор степен на хемороиди. Добро. И сега претпоставам прашањето вие што да правите понатаму, така? Рупоидо и после 2-месечна терапија. Како молам? Така, кој ви е прашањето? Само во интерес на времето да побрзаме? Прашањето ми е, значи, после тоа, откако се смири, поново ги земат. Молам? Така, повторно ги земавте терапијата и претпоставам повторно ви се јавија истите несакани ефекти. И, значи, после тоа зедов Росфера. Од Росферата по некој ден поново исто. Така, прашањето што понатаму? Така, повелете. Прво сакам да прашам за возраст на пациентката. Дали сте се уште на линија? На која возраста? Нема, се исклучи. Добро. Секогаш е битно да се одреди првен дали е наследно зголемената вредност на холестерол. Како што кажав и претходно, доколку е наследно, нема битно да влие исхраната. Ќе треба да се земаат лекови. Но затоа реков дека и треба да ги припише специјалист. Овие лекови имаат несакани ефекти. Од ваков тип, нели, со гастроинтестиналниот систем, може да прават грчеви на мускулите. Мора да препорача специјалист. Но не може веднаш да се одреди најдобриот лек за вашата ситуација. Сегогаш треба да се оди на почетокот на контроли, за да се види првен дали дозата одговара и да се види дали соодветниот тип на антилипемик одговара. Има сега плејада на антилипемици, лекови против покачен холестерол. Треба да се најде најсоодветниот лек. Доколку не ви одговара Росфера, ќе земете Тулип, ќе земете... Значи, ќе се менува, малку е долготраен процесот, меѓутоа во интерес на вашето здравје, секој би се потрудил да го најде соодветниот лек кој што ќе одговара на секој. Пред да го вклучиме следниот гледач, имаме навистина многу малку време, само да ве прашам, 7 холестерол или 6 сипол, тоа е сериозно покачена вредност или благо покачена? Ви кажав, 6,4 милимоли на литар е концентрација која што се третира само со диета. Така. Наш 6,4 милимоли на литар веќе треба да се зема терапија. Тоа е тоа.
Така се исклучил гледачот. Во меѓувреме имаме многу малку време до крајот на денешното издание на Телмамбуланта. Моето последно прашање би било во однос на испитувањето на железото кај жените во репродуктивниот период кои што имаат силни менструални циклуси или пак кои што се бремени, кои што се трудни. Колку често кај нив треба да се прават анализи, што се треба да се испита? Дали само серумско железо, дали само хемоглобин или пак уште нешто друго? Секогаш поред се испитува серумското железо. Добра. Доколку серумското железо е намалено, добро е да се испита и феритин. Феритинот ја покажува резервата на организмот за железо. Според вредностите на феритинот, ќе ви зависи и колку време ќе трае и дали ви е ефикасна терапијата. Значи, во одредени случаи, минимум 3 до 6 месеци треба да се пие терапија со железен препарат, Добра. за да се наполнат резервите во организмот. Кога ќе се наполнат резервите и вие ќе престанете да земате препарат, сте сигурни дека нивото на железо ќе се одржи во нормалните граници. Доколку пред да се наполнат резервите во организмот со железо, вие прекинете со терапија, со оглед на тоа што правите анализа, да речеме, 1 месец за да видите какви се вредностите, а ќе бидат нормални затоа што земате препарат, и велите, мене ми е сега железото добро, јас ќе престанам со терапијата. Штом ќе престанете со терапијата, бидејќи нема резерви во организмот, серумското железо повторно ќе падне. Значи, неопходно е потребно да се одреди и феритинот. Значи, колку резерви има во организмот, за да знаете колку време вие ќе треба да пиете терапија. Значи, долготраен е процесот од 3 до 6 месеци. Така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телмамбуланта, за корисните совети што им ги упативте на гледачите во однос на подготовката за подготовката пред земањето крв за лабораториска анализа. Ви благодарам на поканата. На сите пожелувам убав ден. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.